Иако очекувавме дека оваа година ќе биде интензивна на меѓународна сцена и тоа што ќе се случува на меѓународна сцена длабоко не интересира како ќе се одвиваат работите и кај нас. Затоа што она што се случува таму има ехо и на некој начин, можеби не со толков интензитет, ќе делува и во нашата земја. Затоа ме интересира што се случува во Русија, што се случува во Соединетите Американски држави, особено оваа година. Оваа година е изборна година и за Русија и за Соединетите Американски држави. Како што знаете и како што редовно ви информирам, а оние кои следат им е потполно јасно, дека конечно е единствен кандидат на Републиканската партија на Соединетите Американски држави ќе биде Доналд Трамп. Од друга страна, изненадување дека кутриот на вистина веќе сенилен и очигледно дека е сега на добар допинг господинот Бајден ќе биде негов против кандидат. Искрено мислев дека Обама ќе го врата затоа што мислам дека Обама би имал многу повеќе шанси, но не се. Работата е секогаш луѓето околу лидерите кои, нели, има од животна важност нивниот лидер да победи заради лични лукративни потреби, односи, релации. Во исто време во Русија се одвиваат избори и тоа како никогаш до сега има, види, тоа не е многу, но до сега медиумите не успеваат да дојдат до такви податоци, а тоа се бомби, палење на гласачки места, уништување на ливчиња, да се покаже некаков отпор против Путин. Јасно ви е дека тој отпор во суштина е отпор финансиран од Запад, отворено општество, тоа се тие организации кои треба да го исфрлат од баланс владењето на Путин и, нели, да создадат нешто сосема ново. Но, знаеш како, политичката борба е во ред, нели? Сакаш да го смениш противникот, тебе некој друг ќе дојде на место. Но литванскиот председател, како што се исчукани, како што се подлизурковци, како што се упикувачи и лакеи на НАТО и на Западот, даде една изјава која не може да се пренебегне. Нели? Јанко седнал у кафана, јадел бурек, нешто рекол, доле влада, леле, страшна работа. Но кога ќе дојде од ваков висок, човек треба да се замисли, функционер, човек треба да се замисли за тоа. Вика, Русија треба да се уништи. Знаете, имало и војни. Во Втора светска војна никој не викал да се уништи Германија. Ни во Прва светска војна. Кога се водела Корејската борба, никој не рекол дај да го уништиме, да ја уништиме Северна Кореја. Дај да го уништиме Виетнам, нели? Бидејќи, нели, на крај ќе заврши. На зелена маса ќе се договорат. Но ова, и сега се прашувам, од кај доаѓа ова? Ова се најверојатно сулуди планови на некој ќе ги нарече сатанисти, ја не идам во такви работи затоа што мислам дека за да разбереш сатанизам потребна е една духовна култура која вие како популација, извинете, pardon my French, ја немате. Вие имате образование од YouTube, не читате книги и стекнувате знаење на таков начин затоа што некој рекол така и ти му поверувал. Потребен е многу личен опит. Верувајте дека дури и екзорцистите и оние што во црквата се занимаваат со демонологија, многу ретко и многу тешко ќе го изговорат вие што многу лесно го изговарате, не баре сте талентирани, бидејќи потребно е длабоки, силни, продуховени и прочистени духовни очи да имаш за да забележиш такви појави. Ја претпоставувам дека се ова состаноци на лидери на Западна Европа, каде што се кројат планови за потполно уништување на Русија. За да можат ресурсите на нафта и на газ да бидат контролирани,
Potrebno je Rusija da биде распарчена како Балканот. Зато и беше уништена Југославија. За да може овдека да се намали влијанието од една земја преку една земја и една влада. Например, иако Југославија беше неутрална, и тоа како, заради својот систем, заради словенството, заради православието, заради икс многу работи си беше многу поблиска со Русија и незиното влијание на регионот. Но успеа со наша помош. Значи, ништо они немаше да успеат да ние не сакавме така да биде. Ја распаднавме Југославија на повеќе државички учкурчиња кои лесно се контролираат со краткорочно употребливи кондончиња од политичари, луѓе кои за ситна пара родената мајка ќе ја продадат, не па земјата, историјата, идентитетот и така натаму. И така како што гледате, руското влијание си бледе сегде, Црна Гора, Албанија, Косово, Македонија, Бугарија. Повеќе има руско влијание во Грција одошто било кој овие земји овдека погоре. Единствен стоп што останува е Србија, но таму веќе е отпочната шарената револуција и Вучич ке падне. Не до година, за 5 години, така натаму. Еден Груевски не можеа преку ноќ да го соборат, па шарената револуција траеше скоро 5-6 години, а ако се сеќавате дека за време на владењето на ВМРО ДПМН од 2006 па се до нивниот пад во 2016 има избори на секои 2 години. Нормално кога дојдоа отворено општествените неимари, тогаш немаше потреба од предвремени никакви избори. Треба да си владеат они и да си земат за све што се задолжиле минатите години. Русија ќе издржи ваква каква што е. Путин нема да падне. Тоа да ви е сигурно. Но што ќе се случи со ова? У овој момент они регрутираат корисни идиоти кои се чувствуваат како херои кои се борат против злото и кои се спремни да се жртвуваат. Секогаш ќе најдете во едно општество такви кои имаат малце шизофрен поглед кон светот, шизофрен во смисла немаат тач со реалноста, што значи и што стои зад нив позади тоа. Знаете, американците ја пропуштија можноста со Горбачов, кога им дојде овој пијаницата Јелцин, да ја расецкаат работата, мислеа дека готова е Русија, не може да се врати и лесно ќе ја контролираме. Ке мора да ја сецкаат република по република и така натаму, но тоа се обиди. И зошто се тие обиди се префрламе на изборите во Соединетите Американски држави. Во светот постојат две поларни сили, левица и десница. Кога ќе речам левица, не мислам, тоа не значи дека секој што се декларира левица е таков левичар. Зборам демократи и републиканци е основата, а тоа се оние кои се под контрола на Сорос. Поточно, Сорос не е оној кој владее. Сорос е машата на која му се дозволени огромни средства, кои ги стекна преку берзански шпекулации. Како ќе стекне? Зошто ја не стекнувам? Зошто вие не стекнете берзански шпекулации? Со берзански шпекулации зошто не стекнете богатство? Не знаете што ќе се случи. Но на Сорос му беше кажано, дадено и нормално, како што му доликува на неговото наследство, се согласи да иде против човештвото. Се што е здраво да го унакази, се што е прогресивно да го уназади, се што е здраво ткиво, религиозно, семено и така натаму, да го дерогира до непрепознатливост. Но, што е проблемот? Проблемот е што нормален гласач, а нив ги има многу. И тоа ќе ви кажам дека процентуално нормални семени луѓе во Америка има процентуално повеќе од што во Македонија. Не сме ние христијани, не сме ни верници, а не сме
ние сме исклучоци во тоа. Затоа сме и неспособни за револуции, за големи борби. Поединци кај нас ги водат битките, а сите други викаат: Јанко, а зашо вака направи? А зашо не направи овака? Дечки, ја не ве прашувам како ќе работам, што ќе правам, дали ќе водам партија. Ти можеш да ме следиш или да не ме следиш. Не те следам. Седи си дома. Thank you and fuck you. Но во Америка имаат свест дека не е политичарот и партијата која ќе изберат таа која ќе треба да ги направи нивните промени. Не. Кај нив е многу јасно дека активно граѓанско делување е повеќе од потребно. Кај нас е аплаудирање, сликање со политичарите, идни или бивши. Кај нив знаат, се организираат црковни групи, политички групи, NGO, вакви, такви. Истото што го прави Сорос, само Сорос го прави со пари. И затоа е моќен, со многу пари. Купува политичари, купува медиуми и Сорос е само, како да ви кажам, не е тоа Джордж. Еден човек не може да има толкава сила, дали разбирате? Стои зад него структура која им ја врши прљавата работа. Затоа што знаат дека не можат да регрутираат луѓе кои се образовани, средна класа, интелектуалци, удираат на политичари, удираат на маргинални групи, удираат каде што и ги обучуваат да ја извртат целата теза, што е правда, што е праведно, и да се радикализираат. Откако е Бајден дојден, милиони илегални имигранти се дојдени. Што се случува сега? Бидејќи веќе се знаат кои се кандидатите во Соединетите Американски држави, започна и највалканата кампања во историјата на човештвото. Гола вода е ова нашиве, или палењето, не знам, во Русија запалиле кутија со ливчиња. Смешно. Таму тоа го прават само да ви кажам колку да покажат на светот, па да охрабрат некакво движење, да искористат смртта на Навални, кој со благодарност. Навални не е убиен. Навални не е екзекутиран. Навални си умре од болест од која што можев и јас да умрем, и секој може да умре, и умираат млади луѓе, особено. Не секој ја поднесува добро, секоја боцка, нели? Но, со тоа што ќе охрабрат, нема да ја сменат Русија, но ќе менуваат на маргините. Тоа почнува они се надеваат како Римското царство кога се распаѓаше. Рим не се распадна од Рим, однатре, Рим се распаѓаше провинција по провинција. Значи, маргинални, подалечни ќе им речат: "Шо сте вие? Ние сме монголинџинци. Монголинџинци, вие сте ова, вие треба да се кренете ово." И ќе најдат некоја будала на која ќе му дадат пари, која ќе му успеат многу брзо и лесно, кој задникот му олкав му се шири за малце внимание да го погалат и ќе почне да проповеда, ќе дигне медиуми, ќе го бустаат и ќе стане фактор. Како што кај нас стана такви ретардирани ликови. Никој и ништо у животот, неписмени, простаци, неуки, неспособни, некадарни, но само рекоа: "Што сакате, прајте ни, што сакате, пикајте ни од позади, ние слепо ќе ве слушаме." Се викам и ја да сум на место на Европа, на Америка. Зашо не? Кој има будала, ајде важи ти. Кој ќе се натега со разумен човек, со правда и со све? Тешко е, нели? Па сега вика кога имате. Да немавте вакви будали, да, ќе истеравме некако, нели, ќе преговаравме. Како што се ќе мора да прават. Единствено, нели, што ВМРО кога ќе дојде на власт ќе мора да крпи. Рани отворени. 300 дупки да швајсува. Што? Попрво. Ваква катаклизма не е случајна на Македонија. И да се вратиме ваму. Бидејќи знаат демократите дека нормален човек,
нормално пучанство, па дури и од оние кои се маргинални групи или кои обесправени, црнци, индијанци, ово, ваму, таму, сите тие ЛГБТ, и таму има интелектуалци, има таму рационални и разумни луѓе кои знаат дека тоа е деструктивна политика, но со краткорочни планови за огромна материјална лична корист. Како што Хантер Бајден, гледате го што прави. Никогаш во историјата не можело да се прочита дрога, трава, хашиш да влезе во Белата куќа, најдо кокаин. Па не е од мене, сигурно, кокаинот. Знаеме кој е тој. Знаеме кој се сликал со малолетнички, кој ги купуваше у Украина за сексуални услуги и ги ушмркуваше и така натаму. Излегува филмови и така. Не, овдека ние трач правевме муадат, не знаевме што, или како што кај мене у емисија ми се јави, Груевски треба да биде у затвор и треба да биде осуден на најстрога казна, па и смртна казна. Зошто? Заради Мерцедесот. Добро, што е за мене? Па ја го чув дека Мерцедесот сакал да се ги вози децата. Ги возел децата? Не. Па зошто тогаш би било се? Затоа што го рекол тоа. Замислете ниво на омраза. Таква таа омраза која се гаеше овде, како експериментален полигон на психолошки терор. Што ќе предизвика и какви консеквенции ќе има, тоа го видовме прво 2017, па после за рушењето на Трамп 3-4 години подоцна. Ние сме полигонот на отворено општество за тоа како ќе се спроведува во големите земји. Тоа, ништо друго. И сега, бидејќи знаат дека нема да добијат поддршка, нив им требаат крајно маргинални групи нема многу количина на гласачи, колку и да го мразат Трамп или републиканците. Затоа се отворија границите. Сте биле во Америка? Оние што биле знаат процедурата. Прво онде на Кале, која ќе ве овие браќава, Зељковиве кои ќе ве пречекат, бидејќи тие таму, па едно малтретирање и тормозење, што има мајка ти да бараш у Америка, што ти ова, она, ваму, таму, едва и ќе те пуштат, нормално, ако си од некоја маргинална група, можеш да се помочаш таму, ќе ти се извинат, ќе те забришат и ќе ти дадат виза и иди. Но, значи, која процедура? На Лагвардија ќе слеташ, па прегледување пасош, па зеница, па анален преглед, па брисо данос, па што имаш у куферот, па у куферот куферче, па пастата заби ќе ти е цеда. На јужната граница вака поминуваш. Зошто? Затоа што ќе ги искористат како гласачи. Постои манипулација, официјално не, но во Америка се уште има она нажими мајка гласање, пул преку телефон или онлайн и така натаму. И зошто им даваат социјална помош? Социјална помош која ќе добиеш во Америка имаш социјален број. Социјалниот број ќе ти овозможи да гласаш, бидејќи кој ќе го контролира дека е тоа некој што вчера влего. И сега кој ќе влезе? Па дури, знаете што, мексиканци, хиспано, латиноси, кои се во Америка, кои крв проплюкале да станат американци, вложиле во бизнис, верувајте, тие не сакаат илегална имиграција. Тие знаат колку им вреди општеството и колку се бореле да биде и гледаат на очи како им се уништува. Гласачи увезуваат, за да ја направат таа мала разлика во корист на Бајден. Бајден, ако победи, ќе победи тесно. Иако сум убеден Трамп победи, но ќе победи тесно. Тесно ќе победи токму со овие маргинални негде групи. Но интересно е прљавата кампања како почна, може да замислите што ќе и тука завршувам. Пардон. Излегува Доналд Трамп, го гледав видеото, излегува Доналд Трамп и вели: ако се продолжи вака, ќе биде bloodbath за американската автоиндустрија. Bloodbath е израз на ќе тече крв по улици. Ќе биде крваво. Значи, нешто кога ќе го кажеш ќе биде крваво, дури може да биде и закан. Но, најголемите медиуми во Америка го издвојуваат неговиот збор bloodbath. Значи, уште еднаш ви повторувам, реченицата е: ќе има крвопролевање во американската автоиндустрија.
во автоиндустријата. Значи индустријата ќе пропаѓа, ќе крвари, ќе биде тешко. И он го потребува зборот bloodbath. Они го вадат зборот bloodbath. Доналд Трамп рече дека ќе биде крваво. И почнуваат нивните џотовци, сплинтери, тоа се ботовите од свестете се дете лошо, од Твитер наш, нели, кои работат за токму за овие кои се уште не паднати од власт, ако истите обвинуваат дека ВМРО имал опозицијата имала 250 ботови, да имаш 250 ботови треба пари. Овие се голтери, опозицијава, нема веска. Но мора така да викаат затоа што нивните поверуваат, бидејќи они знаат дека нема да привлечат, знаат дека ќе изгубат, нема да привлечат нови, но барем нивните да не се откажат и да ги окуражат. Тоа се вика harm reduction. И да се вратиме. Сите медиуми го извртеа, го извадија тој збор толку вулгарно, толку дрско и само викаат ќе биде крвопролевање, ќе има крв по улици Доналд Трамп која ќе дојде на власт. Никој не спомнува дека е тоа извадено од контекст за американската автоиндустрија. Кон што целат? Целат кон конфликт на улица. Целат кон конфликт кои, нели, два шамара, како на плоштад за црквата, ќе бидат прогласени за крвопролевање. И да може да се направи голема фама. Умеѓу време се буцка НАТО и НАТО почнува да испраќа своји војници во Украина, затоа што во Украина преку 20 милиона си пребега. Нема кој да ја војната. Европа и НАТО и американците се уште се убедени дека имаат доволно пари и се доволно богати, и дека ќе исцрпат Русија. Неќа тони да војуваат со Русија. Неќа тони Трета светска војна. Колку и да звучат. Но ако успеат да предизвикаат реакција кај русите, супер ќе им дојде. Луѓе, ја ви реков, 2024 ќе биде најинтересна, највозбудлива и најмачна година. Ја гледам светло на крај на тунелот. Не може да дојде промена додека тензијата не почне до толку да гуши до помодрување. Но следиме Quo Vadis. Јас сум Јанко Илковски, а ова е Единствена Македонија.